колеги, почитувана македонска јавност. Денес продолжуваме да зборуваме за ребалансот на буџетот и навистина сум повторно изненадена во овие претходни 3 дена со присуството на министерот за финансии. Денес посебно, заради тоа што очекував и во некоја ситуација можеби Бојан Маричич да биде тука на негово место. Ребалансот на буџетот 2021 година и основно како се прибираат и како се трошат народните пари. Пример ќе дадам како се работи во државава. Еден така пообичен пример. Замислете едно семејство со приход од 37.000 денари. Живее цел месец, си троши за храна, нормално, за облека, на кредит купуваат мебел, на кредит планираат да купат кола. Зборат дека куќата ќе ја реновираат. Дворот ќе го суредат, ама хаос во дворот им е расфрлано ѓубре на секаде. И доаѓа крајот на месецот и тие се пресметуваат дека само за основните работи потрошиле 45.000 денари, а кредитот не се пресметува во сето ова. Прашањето ми е следно. Колку тие, едно вакво семејство, со ваквиот начин на расфрлање, имаат квалитетен живот? Колку вака може да продолжат да живеат? Здравствено, дали се квалитетно покриени? Бидејќи во луксузот што го тераат возејќи се со мотори, скапи коли, не одвојуваат квалитетни средства за здравство. Дали имаат компјутери? На крај, комшиите, соседите на ова семејство, што помислуваат за нив? Што мислите, колеги? Јас накратко овде би кажала дека ова е еден типичен пример кој намерно со овие бројки го издвоив заради тоа што 37.000 денари ме асоцираа на оние 3,7 милиарди евра колку што имаме ние приходи. А 44.000 денари на семејството што ги спомнав беа оние 4,4 милиарди евра кои се планирани во нашиот буџет на расходи. И начинот и стилот на живење беше инициран од она што го работи и го прави владата. Но што правиме со буџетскиот дефицит од 753 милиони евра? За 6 месеци вие, колеги, направивте зголемување на буџетскиот дефицит, на непланско, недомакинско работење, зголемување за 32,3%. Пред нова година овде, кога зборувавме за буџетот за 2021 година, не убедувавте, а сега друго не убедувате. Не убедувате дека овој буџет е навистина добар, но всушност станува збор за ребаланс. И буџетот, ако беше толку добар, ако економијата ни е толку многу добра, зошто имаме ваков ребаланс со вакво големо зголемување? Ова значи дека ние во следниве 6 месеци ќе се задолжиме во вкупен износ од скоро 1 милиарда евра и сега ние не знаеме каде ги потрошивте претходните, од изминатава година претходната милиарда и каде планирате да ја потрошите и како планирате да ја покриете оваа нова милиарда евра задолжување на македонскиот народ. Постојано се буните овде и коментирате дека ВМРО во минатото што направило. Јас ќе ви кажам, во минатото додека ВМРО ДПМН е било на власт, јавниот долг бил 47%, а сега е 62,5% јавниот долг. Тој се зголемува, а пред 4 години овде зборувавте и постојано јавноста ја убедувате дека плански, домакински работите, но реалноста и бројките се всушност многу поинакви. Денес се фалите со просечната плата. Онаа просечна плата чија бројка се зголемува благодарение на ниско платените работни места и се поголемата појава на губење работни места. Јас ќе ви дадам еден пример. Дали во индустријата, еве пример, рударството. Бројот на невработени се зголемува за 6,9%, а нето платата во овој сектор
се зголемила за 6,5%. И на крај, знаете што правите? Ги бркате ниско платените работници, а со платата на директорите ја пресметувате просечната плата. И да, во таков просек ќе биде висока оваа плата. Минималната плата, доколку е реална и колку навистина сите работници запишани на минималец ја земаат вистинската минимална плата, тоа е една сосема друга приказна. Бидејќи во институциите не веруваме. Институциите се раководат од партиски кадар кој работи по една директива. И реалноста е за жал поинаква. Денес се фалите со буџет кој има дефицит или недостаток од скоро 753 милиони евра. Буџет кој ќе се полни со нови давачки на терет на граѓаните, еколошки такси и како ви тргнало, колеги, и данок за дишење на загаден воздух ќе воведете само да обезбедите средства за луксус. Денес се фалите со буџет во кој нема инвестиции, нема развој. Средствата за индустриските зони се намалуваат. Странските инвестиции се за 3 пати намалени во споредба со другите земји во регионот. Пример конкретен, според Конференцијата за трговија и развој на Обединетите нации, Црна Гора ги зголемила своите инвестиции во време на пандемија за 27%. Во најголем број аналитичарите и економистите велат дека западот на странските инвестиции не треба да биде изговор пандемијата, но кај нас проблемот не е само пандемијата, заев е проблемот. Тој меѓу другото нема и соодветна економска политика. 56% од германските инвеститори се изјасниле дека овде деловното обкружување е лошо. Меѓу проблемите што ги навеле германските инвеститори се во најголем процент корупцијата, криминалот, неефикасната администрација и правната несигурност. На 26. октомври 2020 година во медиумите министер, почитуван Бесими, изјавивте буџет за закрепнување во 2021 година. Буџет за економско заздравување, кој според вас ќе зависи од тоа дали ќе има нов бран на здравствена криза, па според тоа ќе има 3 сценарија. Основно, песимистичко и оптимистичко. Интересно. Реалноста до ден денес покажа, почитувани колеги, почитувани министри, дека само за сценарија ве бива, бидејќи само сценарија се изработуваат, а работа и реализација никаде не гледаме. Денес знаеме дека усвоениот буџет за 2021 година бил работен по оптимистичко сценарио. Поголемо оптимистичко сценарио до сега сме немале, бидејќи и ова е најоптимистичко големиот буџет за Република Македонија. Каде беа проектирани економски раст од оптимистичко големи 4,1%, инфлација тогаш планирана од 1,5%, а денес таа е 2,1%, до крај на годината таа бројка ќе биде многу поголема. Проектиравте дека јавниот долг ќе изнесува помалку, ама сега проекцијава оди на фрапантна бројка од 62,5%. Од годишниот, бруто домашен производ. Доста оптимистички и нереално, впрочем, и се во државава е такво. Ке биде ова, ке биде она, и бидна нашата влада, ке влада. Во продолжение на изјавата, истакнувате дека сите земји во светот ги прошируваат своите дефицити, дури и земјите кои досега функционирале со висок суфицит во буџетот, како Норвешка ја спомнувате. Сега тие, давате пример за Норвешка, проектираат буџетски дефицит. Па имам прашање за вас, колеги. Од мнозинството и секако вие, министер, предлагате ребаланс. Дали знаете како во Норвешка го надминуваат нивниот буџетски дефицит? Норвешка, од она што го истражував, дознав дека планираат за буџетскиот дефицит да ги искористат парите од нафтата за намалување на нивниот дефицит, со даден акцент дека во нивниот планиран буџет за 2021 година не е планирано претерано трошење на средства, сосема спротивно од кај нас. Кај нас ние многу планираме да трошиме. Нашата власт планира многу да троши непродуктивно. Сега се поставува прашањето,
Кои средства, колеги, вие планирате да ги искористите? И каде ќе кратите секако? Може би ги планирате средствата од законот за марихуана, кој не дај Боже да ви помине, па државава ќе стане еден главен центар за многу ниски работи. Дополнително, сигурна сум дека овде ги планирате и парите од еколошката такса на горивата. Изрекетиравте се во државава, нарете народот. Наместо најнапред да инвестирате, а потоа да ги оправдате дополнителните средства кои ги вметнувате за инвестиции, вие многу интересна политика правите. Врз основа на ништо барате нешто од населението. Наместо да скратите од други непродуктивни ставки, да го одржите буџетот, вие предизборно ќе вработувате, ќе делите средства по основ на разни трансфери и на народот рекет ќе му правите за жал. Почитувани колеги, далеку сме ние и во километри и во обштествена организираност од сите овие земји. Да, треба да ги прифаќаме добрите практики од другите земји, ама за да ги прифаќаме, треба да ги прифаќаме во сите области. Не ние само партизирани институции и исплашен гладен народ ќе гледаме по туѓи дворови, а нашиот двор никако да го зачистиме. Како не се воведе ред во правниот систем во државата. Што се имаме во нашиот двор, накратко моje видување ќе ви дадам. Прво нешто што ми го сврти вниманието е приходната страна на нашиот двор, на нашиот буџет. И овде повторно ќе кажам, данок за дишење на загаден воздух. Зошто го помислив ова? Заради планираната наплата на даночните приходи. Оваа година граѓаните на Република Македонија на име данок ќе наплатат 14%, ќе им се наплатат 14% повеќе средства од граѓаните во споредба со лани. Коригирајте ме, подобар живот имаме сега, за разлика од лани. Не, колеги, стандардот ни е ист, дури и полош, ама се планираат поголеми приходи. Финансирање од странски донации планирано е да биде зголемено, а во споредба со буџетот од 2020 година е зголемување за 47,2%. Како може да се планираат вака големи бројки во време на хаос во државата? Кој стигна од меѓународни институции лошо не оцени? Стеј департментот имаме последно оценување за начинот на работа во државава. И ние врз основа на сите овие лоши бројки планираме да имаме зголемување на странските инвестиции во државата. За приходите ќе спомнам сега и неданочни приходи. И истите бележат раст од 10%, споредбено со истиот период од лани. Единствено објаснето дека за такси и надоместоци, глоби, судски и административни такси се реализирал поголем приход и се поставува прашањето. Па колеги, нели ги намаливте судските и административните такси? Ама сега од овие приходи, од овие давачки, планираме ние да имаме зголемен приход. Значи, се планира поголема присутност на народот во судските органи. Моето видување, да не должам многу, моето видување за трошоци на државните средства по сектори е следново. Влада на Република Македонија. Дупло се зголемуваат средствата и тоа најмногу во делот на унапредување на животната средина за 856%. Најмногу за зелен развој. Може ќе го реализираат проектот што го ветивте пред граѓаните зелен лист, воздух чист, ама воздухот дека вие сте сега Социјалдемократски сојуз на Македонија на власт, па не е веќе загаден, веќе е чист одамна. Со вашето доаѓање на власт ништо не превземавте, воздухот стана чист. Субвенции и трансфери во ставки имаме зголемување од плюс 130%. И на крај, колеги, во власта, вака се грижите за животната средина со одбивање на наши реални амандмани кои ги предлагавме на буџетската расправа во матичната комисија, а за жал средствата биле планирани за надоместоци и други ситуации.
Министерството за внатрешни работи за реформи во полицијата намалува средства, а за патни, дневни расходи и купување на автомобили се зголемуваат. Министерството за финансии, вложување на нефинансиски средства има зголемување за 3968% или 96 милиони евра разлика со првично одобрениот буџет. Јас многу ме интересира што толку многу ве изненади од декември до денес, за да имаме зголемување во оваа ставка од 96 милиони евра. Министерството за економија, зголемување на надоместоците за 287%, предизборно, да се вработува. Министерството за животна средина и просторно планирање. Многу интересно. Во влада средствата за заштита на животна средина се зголемуваат, а во матичното министерство, каде работат квалификувани кадри, средствата се намалуваат. Јас мислам, според ова што го гледав во Министерството за животна средина, почитуваните колеги кои се вработени таму, ресорното министерство комотно може да оди на одмор, бидејќи голем дел од финансиите на ова министерство се кратат. Министерството за транспорт и врски за 44% зголемен буџетот за изградба на социјални станови. Браво, така треба, но колку е сомнително, знаете, сега пред избори лопати, багери, све е на најако пуштено. Но резултатот, знаете кога ќе го видиме од овие градби? Ке биде некогаш попатно, додека само помине изборниот циклус, а после тоа ќе биде полек, исто како патот Охрид-Кичево и многу други ситуации. Бидејќи времето ми е кратко, морам да кажам збор два и за Министерството за образование и наука. Во ова министерство, каде можело и не требало, таму се скратило. Се скратило од Бирото за развој на образованието, од вашата think tank институција, се скратило во високото образование, средното образование, се скратило во делот за наука, инвестиции во образованието, а се зголемува буџетот за 470% во делот проект за унапредување на услугите во основното образование, таму каде носите реформи. Овие финансии беа скратени во првичниот буџет 2021 година, ама сега со парите од заемот кој ги земавте, кој го задолживте македонското население, 470% имаме зголемување. Зашто? За невладиниот сектор да биде ангажиран, да бидат предавачи на колегите кои се обучуваат за новите реформи, кои скандалозно се носат во оваа држава, бидејќи во оваа think tank институција која вие ја нарекувавте, тоест Бирото за развој на образованието, таму според вас, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, нема паметни и квалитетни кадри. Има во невладиниот сектор. Нашите советници, кои со години се надоградуваат и работат, нив не смееме да ги вклучуваме во овој процес. Без да го слушнете гласот на стручната фела, нека стои негде запишано дека во Собраниево се организира безпредметно јавна расправа. Се покажавте докаде оди демократијата, посебно на Собраниската комисија за образование и наука, каде не се почитува деловникот за работа на Собранието. Ке кажете секој, и вие ке си помислите, порано во времето на ВМРО ДПМН е било лошо, па нели вие ќе бевте поарни и се надминавте самите себе си и дното го барате, ама кога и како ви тргнало, за вас, почитувани колеги, нема дно. Нема обезбедено средства за да се намали фондот на часови за наставниците со повисоки звања. Назад на буџетот, зошто ова нема крај, и разгледувајќи го буџетов, не забележав дека се одвоени средства за мотивација за најдобрите училишта. Требаше досега најдобрите училишта и наставници да бидат јавно наградувани, и тоа вработените во најдобрите 5% основни и 10% средни училишта ќе добиваат 20% повисока плата, но сите вработени. Што се направи? Се направи еден скандалозен конкурс за избор на ментори, кој повторно го објавувавте, кој не помина без театар, за жал, ирегуларности, и сето ова убаво ни кажува
дека се е во интерес на само дневна политика, да се купи глас, да се добие глас, а за иднината на населението воопшто да не се помислува. Имам многу што да кажам, ако има реплики, секако ќе продолжиме. Ви благодарам. Благодарам. Има збор пратеничката Гелочанова Драгица, повелете.